Значи, денеска сме на Економскиот факултет во Скопје, каде што ќе се организира дебата за јавните финансии на крстопат. Прашањето на јавните финансии е секогаш важно, бидејќи практично тоа е управувањето со парите на даночните плаќачи во Република Македонија, односно со одговорноста на трошењето на парите на граѓаните. Денеска ќе отвориме дебата. Јас сум среќен што ќе имам прилика да учествувам во воведниот дел на оваа дебата. Благодарен сум на Економскиот факултет и на председателот на Македонската академија на науките и уметностите, што ќе бидат и присутни организатори на овој собир, каде што ќе имаме можност да ги видиме сите предизвици во делот на јавните финансии и се надевам ќе излеземе со јасни заклучоци. Во моето воведно излагање денеска ќе кажам дека треба да имаме од една страна одговорно трошење на парите на граѓаните, што мислам дека оваа влада го покажа во претходната година, транспарентно трошење на парите на граѓаните, меѓутоа исто така треба да одиме и храбро во реализирање на проектите во делот на инвестициите, кои што се исто така во доброто и на граѓаните на Република Македонија и на економијата. Не смееме да се заглавиме во флоскулата дека не смееме да потрошиме ни еден денар, бидејќи нетрошењето на ни еден денар предизвикува застој во економските текови во државата. Значи, треба да се најде добар компромис помеѓу тоа што е добро управување со јавните финансии од една страна, а од друга страна и пуштање на финансиските текови во оптек и заживување на економијата во делот на големите инвестиции во инфраструктурата или она што го викаме капитални инвестиции. Добро, навистина ова е значаен настан, како што кажа и господинот подпредседател. Јас во моето воведно излагање ќе зборувам за проблемите поврзани со ефикасноста на јавната потрошувачка од една страна и одржливоста на јавните финансии во Република Македонија. Мојата теза се разбира врз база на научни истражувања е дека Република Македонија за жал има многу ниска ефикасност на јавната потрошувачка, мерена според ефектите што јавната потрошувачка ги дава врз бруто домашниот производ, односно врз динамиката и квалитетот на економскиот раст и развој. И тоа ќе го подкрепам со едно големо истражување во рамките на МАНУ, поврзано со така наречените мултипликатори, фискални мултипликатори, а тие се индикатор за ефикасноста во Република Македонија се мали, главно под единица, добар дел од нив се со негативен презнак и сега се разбира тука ги бараме причините зошто е тоа така и како може да се подобри состојбата. Две работи се клучни за подобрување на состојбата: промена со тек на време на структурата на јавната потрошувачка со фокус на капиталните расходи, изградба на крупни инфраструктурни објекти и така натаму, и втората работа е врзана со одржливоста на јавниот долг. Оваа динамика од 2008 до сега не е одржлива, има факти и аргументи за тоа. Исто така ќе говорам како на кој начин може да дојдеме до одржлива динамика и на јавниот долг и на вкупните финанси. Исто така, ако има време, нешто ќе кажам за пристапот за финансиска консолидација, сведување на буџетските дефицити и на големината на јавниот долг во прифатливи рамки за Република Македонија, методите околу таа фискална консолидација. Тоа ќе биде мојот изјава. Професорот само трпески да може изјава. Добар ден на сите. Мене ми е задоволство што еве од името на Економски факултет можам да ве поздравим и да ви кажам дека ми е чест што организираме еден ваков настан кој што го насловивме економски разговори, јавните финансии на крстопат. Сакам во оваа прилика да најавам дека Економскиот факултет Скопје ќе организира во серијно 3-4 настани со наслов економски разговори, на кои што ќе се обработуваат теми кои што се незначени само за економската наука, туку и за пошироката јавност. Овој прв настан е на тема јавните финансии на крстопат. Вториот настан најверојатно ќе биде на тема инвестиции и ќе одржиме уште 2-3 настани на тема предприемништво, развој на мали и средни предпријатија и се тоа што представува предизвик за македонската економија. Имајќи го предвид значењето на јавните финансии за социоекономскиот развој на една земја во овој контекст на Република Македонија и современите предизвици кои што се поставени пред носителите на фискалната политика, тоа е оданочувањето, фискалната транспарентност, фискалната одржливост, јавниот долг и така натаму, сметаме дека ова во овој момент е една извонедно значајна тема. Ние денес имаме 6 опсежни дискусии кои што
третираат различни сфери од јавните финансии и лично мислам дека заклучоците што ние денес ќе ги донесеме тука ќе бидат од интерес и ќе им помогнат многу на носителите на фискалната политика. Ви благодарам. Јас сакам само да прашам, краткорочно има ли мерки со кои што може да се подобри ефикасноста на јавната администрација, јавната дали има краткорочни мерки кои што може владата да предприеме за да се подобри ефикасноста? Прашањето до кого ви е упатено? Па или до академикот или до вас? Јас ќе оставам предност на академикот. Ајде вие, слободно. Значи, видете, професорот Таки Фити, председателот на Академијата, многу добро кажа стручно дека многу се важни практично ефектите од јавното трошење. Значи, ние мораме да имаме мултипликатори. Кога ќе пуштите еден денар, пари јавни на даночните обврзници во Република Македонија во прометот, колку денари тие понатаму ќе продуцираат како бруто домашен производ и така натаму. Со други зборови, просто и едноставно кажано, мораме да реализираме проекти кои што се физибилни, мораме да реализираме проекти кои што ќе поттикнуваат понатаму дополнителна додадена вредност и инвестиции. Не смееме да трошиме пари на проекти кои што се сами по себе нефизибилни или едноставно не генерираат дополнителни и понатамошни приходи. Ете, тоа е одговорноста на трошењето на јавните пари и брзото доаѓање до ефекти. Академикот ги спомни капиталните инвестиции од почетокот на годината, првиот квартал има многу слаба реализација. Веќе наближува и половина од година, а најавен беше и ребаланс. Дали е можно некои проекти да бидат применени да не се искористат средствата, бидејќи нели слабата реализација на капиталните инвестиции на крајот ќе биде рефлектирано пред економската? Значи, сакам да кажам јасно за целата македонска јавност дека во буџетот на Република Македонија има детерминирано околу 400 милиона евра капитални инвестиции. Тие се капитални инвестиции што се однесуваат, значи, во Министерството за образование, за училишта, во Министерството за здравство, за болници, во Министерството за транспорт и врски, за пречистителни станици, патишта и така натаму. Тоа е помалиот дел од инвестициите во Република Македонија. Поголемиот дел од инвестициите во Република Македонија се во предпријатијата државни. Па така, само во јавното предпријатие за државни патишта, само автопатот Кичево Охрид е над пола милиарда евра. Па понатаму во делот на инфраструктурата, значи железницата према Бугарија исто така повеќе од пола милиарда евра. Значи во ЈПДП имате 180 милиона евра само реконструкции на патишта. Па во ЕЛЕМ имате инвестиции. Значи ние зборуваме, ако зборуваме за капитални инвестиции, не зборуваме само за тие што се во буџетот. Да, капиталните инвестиции во буџетот на почетокот на оваа година слабо се реализираа од повеќе причини. Пред се од неподготвени проекти, од неефикасни тендерски постапки и она што можам да ве убедам дека ние посветено работевме во месец април и во месец мај за нивна реализација и процентите денеска се многу повисоки, ќе ги видите на завршетокот од вториот квартал дека тие ќе бидат повисоки. Јас сум оптимист дека капиталните инвестиции до крајот на годината ќе бидат реализирани над 80%, зборувам за овие што се во буџетот и дека она што беше предвидено ќе биде реализирано.